Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Викендов се одигра надпреварите од првото коло на првата македонска фудбалска лига. Беа постигнати неколку интересни резултати, имаше неколку и дерби дуели во првото коло. Беа постигнати следниве резултати. Во дербито на колото Шкупи Шкендија 2:2. Екипата на Шкупи после првиот дел водеше со 2:0 со двата голови на Дарбо Дембо во 6-та и 45-та минута, додека екипата на Шкендија во вториот дел успеа да постигне два погодоци и да израмни на 2:2. Љупчо Дориев во 60-та и Валјон Ахмеди во 66-та минута беа стрелци на головите за Шкендија. Интересен надпревар на градскиот стадион во Тетово одигра и екипите на Ренова и Струга Тримљум. Надпреварот заврши 0:0 без голови, меѓутоа двете екипи одиграа навистина квалитетен надпревар со по неколку шанси на двете страни и доколку имаше победник на овој надпревар, без разлика кој ќе беше тоа, сигурно немаше да биде незаслужено. Највисоката победа во првото коло ја забележаа фудбалерите на Силекс, откако на гостински терен во Струмица забележаа победа од 6:0 против Беласица. Иван Ивановски во 47-та минута, Пепи Ѓорѓиев во 59-та минута, Денис Ристов во 70-та и 84-та минута, Стефан Ѓурич во 88-та минута и Кристијан Костовски во 92-та минута беа стрелци на погодоците за екипата на Силекс. Интересно е тоа што резултатот на полувремето на овој надпревар беше 0:0. Екипата на Пелистер на домашен терен ја совлада Академија Пандев со 1:0. Победничкиот погодок беше постигнат многу рано, уште во 10-та минута, а стрелец беше новото засилување Анес Хот. Интересен надпревар одигра и екипите на Македонија Ѓорче Петров и Работнички во Скопското дерби. Надпреварот заврши 2:1 за домашната екипа. Резултатот го отвори Боби Божиновски во 40-та минута. Во вториот дел, односно во 55-та минута, Димитар Тодоровски од Работнички изравни на 1:1, додека конечните 2:1 за домашниот состав беа поставени во втората минута од судиското надополнување на надпреварот, кога Ермедин Адем стрелаше во мрежата на Работнички за конечни 2:1 за Македонија Ѓорче Петров. Ова коло беше отворено во саботата со дуелот помеѓу Вардар и Борец. Гостите од Велес го добија надпреварот со 1:0 со голот на Никола Радович уште во втората минута, односно во 70-та секунда од надпреварот. Можеби ќе звучи како изненадување, меѓутоа знаеме сите во каква состојба се наоѓа екипата на Вардар и овој резултат воопшто не е изненадување. Надпреварите од првата македонска фудбалска лига ќе продолжат следниот викенд, кога ќе се одиграат надпреварите од второто коло. Како што веќе знаете, споменавме и во претходните изданија на спортскиот преглед, сите надпревари од првата македонска фудбалска лига и воопшто сите фудбалски надпревари во Македонија, според протоколот за спроведување на мерки за заштита од COVID-19 донесен од Фудбалската федерација на Македонија, а усвоен од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, надпреварите се одиграа без присуство на публика. Она што зачудува е тоа што еве една парадоксална ситуација, ќе ви кажам, од викендов. Викендов во Битола, односно на Хераклеја, се одржа еден концерт со присуство на публика. Не беше исполнет капацитетот цел, меѓутоа имаше публика во Хераклеја на концертот, а надпреварот во Битола на стадионот под Тумбекафе помеѓу Пелистер и Академија Пандев се одигра без присуство на гледачи. Навивачката група Чкембари од Битола сепак најде начин да ги бодри своите фудбалери, па така качени на скалите од тобоганот, бидејќи позади едниот гол, позади стадионот во Битола има еден базент како аква парк, нешто слично така, и успеа 10 до 20 луѓе да се качат на скалите од топоганот високи 10 на 15 метри и да ги бодрат своите миленици. Па сега ме интересира дали не е опасно да се држат концерти заради пандемијата од COVID-19, а опасно е да има публика на стадионите.
бидејќи подобро да се пушти да има гледачи на стадионите, да имаат определена дистанца, метро, метро и пол, 2, 5, 10 или не е ни битно колку, отколку 10 или 20 луѓе набиени еден до друг и еден на друг, да се качуваат по скали или по дрвја за да гледаат надпревар. Иста ситуација имавме и во саботата во Скопје, кога навивачката група Комити реши целиот надпревар ги бодреше своите миленици од пред стадионот. Исто беше и вчера на надпреварот помеѓу Шкупи и Шкендија. Домашната навивачка група Шверцери навиваше од пред стадионот и од околните згради во Чаир, качени по балконите, по крововите, за да го гледаат овој дерби надпревар. Така мислам дека подобро е во одреден процент да се одреди колку гледачи смеат да присуствуваат на надпреварите, отколку да се создаваат вакви ситуации каде што 10, 20 или 50 луѓе, навивачи, поддржувачи на своите клубови, збиени еден до друг, ќе навиваат од пред стадионите без никаква дистанца. И нормално без маски, бидејќи не се навива со маски. Интересна ситуација имаме и после надпреварот Ренова Струга Тримљум, кој што се одигра на градскиот стадион во Тетово. Веќе кажав, надпреварот заврши 0:0. Меѓутоа, домашната екипа, односно екипата на Ренова, најави жалба за овој резултат. Тоа значи дека Ренова бара од Фудбалската федерација на Македонија да добие службена победа од 3:0 на овој надпревар. Зашто станува збор? Според правилата на Фудбалската федерација на Македонија, сите прволигаши во првото полувреме од надпреварите мора да имаат по еден играч кој што нема навршено 21 година. Ова правило беше донесено за развој на младинскиот фудбал, на младинските категории и речиси сите екипи го почитуваат, односно ако не го почитуваат, ги губат надпреварите со службен резултат 3:0. Во екипата на Струга Тримљум, како играч по 21 година, настапи Блертон Шеи, играч со македонско државјанство, роден во Охрид, барем според официјалните документи, меѓутоа каде доаѓа проблемот тука. Играч по 21 година се смета само играч кој што има право да настапува за македонската репрезентација. Блертон Шеи минатата година во јуни месец играл за репрезентацијата на Албанија до 21 година на пријателски надпревар против Велс. Значи тој надпревар одигран на 9 јуни и Шеи одиграл 90 минути за Албанија. На седмиот надпревар на 11 јуни Блертон Шеи останал на клупа и не добил шанса. И тука доаѓа проблемот. Бидејќи во членот 20 став 10 од пропозициите за првата лига за оваа сезона се вели: домашен фудбалер од став 5. Значи став 5 е каде што се вели дека секоја екипа мора да има играч под 21 година, кој согласно правилата на ФИФА има право на настап и за странска репрезентација на официјален или неофицијален надпревар, доколку пред или за време траење на првенството биде повикан и одбере да настапува за странска репрезентација, го губи статусот на фудбалер кој нема навршено 21 година. И тука сега веќе имаме еден жежок костен во рацете на надпреварувачката комисија и на Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи треба да одлучи дали настапот на Блертон Шеи за Струга Тримљум е исправен или не е исправен, односно дали Ренова ќе добие службен резултат или надпреварот ќе биде регистриран со постигнатиот резултат од 0:0. Тука проблемот настанува околу оној спортски, односно фудбалски пасош кој што го има ФИФА, каде што се одредува кој играч за која репрезентација има право да настапува. Сите играчи само по еднаш во својата кариера имаат право да сменат фудбалски пасош. Односно, Блертон Шеи како државјанин на Република Македонија има фудбалски пасош на Македонија и смее да настапува за Македонија. Меѓутоа, доколку дошло до промена во ФИФА и фудбалскиот пасош му е сменет од Македонија во Албанија, тогаш Ренова веројатно ќе го добие надпреварот службено со 3:0. Доколку не е така, доколку се уште во неговиот фудбалски пасош во ФИФА пишува Македонија, тогаш надпреварувачката комисија ќе треба да одлучи дали тој имал право да игра како играч под 21 година или немал право, бидејќи во членот 20 став 10 од пропозициите, како што веќе прочитав, пишува дека
играч кој што настапил на официјален или неофицијален натпревар. Во овој случај пријателскиот натпревар помеѓу репрезентациите на Албанија и Велс до 21 година е неофицијален натпревар и токму затоа велам дека Фудбалската федерација на Македонија ќе треба да одлучи, а како ќе одлучи, ние ќе ве информираме во вестите на КМ телевизија кога ќе биде донесена таква одлука, без разлика дали ќе биде службен резултат за Ренова или регистрирање на надпреварот со постигнатиот резултат. Викендов дел од второлигашите од Полошкиот регион одиграа и контролни надпревари. На градскиот стадион во Гостивар екипата на Гостивар одигра 0:0 со Брегалница Штип, еден убав надпревар на две екипи кои што се главни конкуренти за освојување на првото место во соодветната втора лига. Гостивар во втората лига Запад, додека екипата на Брегалница Штип во втората лига Исток. Пријателски надпревар се одигра и во Јегуновце. Играат Тетекс и Вардар Форино, надпреварот заврши 2:4. Интересно е тоа што Тетекс поведе со 2:0 со головите на Маријан Билбиловски и Бојан Михајловски, додека екипата на Вардар Форино во вториот дел направи комплетен пресврт со трите погодоци на Екзо Назири и еден гол постигна Емир Алии. Екипите од втора лига ќе продолжат со подготовките, ќе продолжат и со одигрување на контролни надпревари, ќе имаме неколку надпревари и во текот на оваа недела, како и викендот кога се закажани и генералните проби пред почетокот на првенството, со оглед на тоа што втората македонска фудбалска лига започнува на 22 август. Тоа е што се однесува до домашниот фудбал. Сега малку сакам да преминеме на ракометот. Како што веќе знаете, машката македонска репрезентација не доби вајлд карта за настап на светското првенство во Египет, кое што треба да се одржи во јануари следната година. Меѓутоа, најнова информација од денеска, пред да влезам во студиото, е дека Мексико ги откажа квалификациите за Северна Америка, а Интернационалната ракометна федерација ИХФ тоа го потврди и квалификации во Северна Америка нема да се играат. До сега на светското првенство се пласирани 30 репрезентации, остануваат уште 2 слободни места. Едно место требаше да биде пополнето од овие квалификации за Северна Америка и треба да се одигра уште еден турнир за Јужна Америка. Сега се отвора можност Македонија повторно да конкурира за добивање на вајлд карта, односно таа специјална покана за настап на светското првенство, а тука главен конкурент на нашите репрезентативци ќе им биде селекцијата на Соединетите Американски држави, која што има една програма за развој на ракометот, бидејќи во 2028 година токму Америка, односно Соединетите Американски држави, ќе бидат домаќини на Олимписките игри и сакаат да подготват конкурентна репрезентација и во ракомет, бидејќи како домаќини, веќе знаете, имаат право да учествуваат во сите спортови, во сите дисциплини, како домашна екипа, односно со покана на организаторот. Останува да видиме деновиве ИХФ што ќе одлучи. Пандемијата на COVID-19 зема голем замав на америчкиот континент. Имаше најави дека американците и да се пласираат, не би сакале да играат нова првенство, а под знак прашалник беше ставено и нивното играње и во квалификациите, што значи дека се отвора убава можност за македонската репрезентација на мала врата да се протне на светското првенство во Египет, бидејќи, како што веќе знаете, од ова првенство бевме елиминирани на зелена маса, односно без да одиграме надпревар во квалификациите. Требаше во баражот да играме против селекцијата на Франција, секако бевме аутсайдери, меѓутоа не треба да се одзема шансата во спортот никогаш и најдобро да се одлучува на теренот, меѓутоа пандемијата на COVID-19 не дозволи одигрување на овие надпревари и Европската ракометна федерација ги откажа сите надпревари, а пласман на светското првенство во Египет обезбедија подобро ранкираните репрезентации од сите дуели во бараш надпреварите кои што требаше да се одиграат. Сега ќе одиме со кратка пауза, а потоа се враќаме назад во студиото и ќе продолжиме со информациите од меѓународниот спорт.
Повторно сме назад во студиото на КМ телевизија. Продолжуваме со спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Изминатата недела и оваа недела што ни престои, најактуелни се надпреварите од Лигата на шампиони и од Лигата на Европа, односно продолжетокот на сезоната на овие првенства, кои што беа прекинати уште во март месец, а тоа е убава можност да си ја пробате среќата во спортските обложувалници, каде што имате богата понуда и многу бонуси на надпреварите од најквалитетните европски надпреварувања, односно од Лигата на шампиони и Лигата на Европа. Нормално, освен овие првенства, на располагање ви се и сите други првенства кои што и во другите спортови кои што во моментов се играат. Во Лигата на шампиони се одиграа последните 4 надпревари, реванш надпревари од осмина финалето. Барселона на домашен терен го совлада Наполи со 3:1, откако на гостински терен резултатот беше 1:1. Бајерн Минхен и повтор пат подобар од Челси, овој пат со 4:1 на првиот надпревар. Германците победија со 3:0. Јувентус Лион 2:1 за Јувентус. Првиот надпревар заврши 1:0 за Лион. И ова е најголемото изненадување во осмина финалната фаза на Лигата на шампиони, еден од фаворитите. Јувентус е елиминиран бидејќи Лион има повеќе постигнати голови на гостински терен. И на последниот надпревар Манчестер Сити Реал Мадрид 2:1 со истиот резултат заврши и првиот надпревар во Шпанија. Завршната фаза, каде што веќе се познати 8 екипи, ќе се игра во Португалија, а се познати и четвртфиналните надпревари. Во среда ќе играат Аталанта ПСЖ, во четврток Лајпциг Атлетико Мадрид, во петок Барселона Бајерн Минхен. Најинтересниот дуел од оваа четвртфинална фаза и според имињата на екипите кои што ги гледам, мислам дека се овие две екипи единствени од овие 8 кои што до сега ја имаат освоено Лигата на шампиони. Ниту една од другите 6 екипи нема титула во Лигата на шампиони, што значи дека ако Лигата на шампиони не ја освои една од овие две екипи, тогаш ќе имаме екипа што освојува прв трофеј во Лигата на шампиони. И на последниот надпревар од четвртфиналето, во сабота, Манчестер Сити Лион. Сите би помислиле дека Манчестер Сити го доби джекпотот наречен Олимпик Лион, меѓутоа така мислеше и Јувентус во осмина финалето, а сепак беше елиминиран. Затоа мислам дека Манчестер Сити многу посериозно ќе го свати Лион и ќе одигра на многу повисоко ниво тоа што го направи Јувентус. Осмина финалните надпревари се одиграа и во Лигата на Европа и тука се познати веќе и четвртфиналните двојки. Завршницата тука ќе се игра во Германија, меѓутоа прво да ги споменеме резултатите од осмина финалната фаза. Базел Ајнтрак Франкфурт 1:0, на првиот надпревар Базел победи со 3:0 на гостински терен. Вулверхемптон Вулфс Олимпијакос 1:0, првиот надпревар во Пиреја заврши 1:1. Бајер Леверкузен Глазгов Ренџерс 1:0, германците победија 3:1 на првиот надпревар. Севилја Рома 2:0, тука немаше реванш надпревар, бидејќи меѓу овие две екипи не се одигра ниту првиот надпревар, затоа Севилја и Рома одигра еден надпревар во Германија, кој што заврши во корис на шпанската екипа од 2:0. Овие надпревари требаше да се одиграат во месец март, меѓутоа во тој период пандемијата на COVID-19 беше најзастапена во Италија и во Шпанија и затоа не се одиграа надпреварите. Исти случај беше исто надпреварот помеѓу Интер и Гетафе, кој што заврши исто така со 2:0, овој пат во корис на италијанската екипа и овој надпревар се одигра во Германија. Манчестер Юнајтед Ласк Линц 2:1, тука беше се решено уште после првиот надпревар, бидејќи Манчестер Юнајтед победи со 5:0 на гостувањето во Австрија. Најинтересно беше на надпреварот помеѓу Копенхаген и Истанбул Башакшехир. Турците имаа предност од 1:0 од првиот надпревар, а на реваншот во Данска Копенхаген славеше со 3:0. На последниот дуел Шахтер Донец Волсбург 3:0. Првиот надпревар во Германија заврши во корис на екипата од Украина со 2:1. Четвртфиналните надпревари започнуваат веќе денес.
ќе се одиграат два надпревари, Интер Бајер Леверкузен и Манчестер Юнајтед Копенхаген. Останатите два надпревари на програмата се утре, кога Шахтер Донјек ќе игра против Базел, а Вулверхемптон Вулс против Севиља во најинтересниот надпревар од оваа четвртфинална фаза на Лигата на Европа. Сите надпревари од завршницата на најдобрите 8 екипи од Лигата на Европа ќе се играат во Германија. Викендов се возеше и Формула 1, втор пат на патека Албон, Строл, Хулкенберг, Окон, Норис и на 10-тото место русинот Квјат. Кај возачите на првото место се уште е Луис Хамилтон со 107 бодови, дури 30 повеќе од второ пласираниот Ферстапен, додека трете Ботас со 73 бодови. Кај конструкторите убедливо на првото место Мерцедес со 180 бодови, пред Red Bull Honda со 113 и на третото место сега е Ферари со 55 бодови. Резултатите од Формула 1 трката во Силверстон воедно е и последната содржина за денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Веќе ги кажавме двојките од Лигата на шампиони, од Лигата на Европа. Тоа ви е убава можност да одите на уплатните места на Евротип, да ги уплатите вашите добитни тикети. Меѓутоа, немој да заборавите и на онлайн обложувањето, каде што можете директно преку сајтот на Евротип да ги уплатите вашите добитни тикети. Довидување и се гледаме следниот понеделник.